Ученик тепан и злоставуван од соученици во училиште во Охрид. 15-годишникот Скопје со нож сериозно повредил двајца малолетници во два одвоени инциденти. Во училиште во Аеродром татко на ученик пријавил дека син му бил физички нападнат од соученици. Ова се само дел од инцидентите кои се пријавени во изминатиот месец. Врсничкото насилство или така наречениот булинг од година в година зазема се поголем замав, а особено е присутен во основните училишта. Децата секојдневно се жртви и подложни на сериозни напади, подсмевање и омаловажување од соучениците, но она што најмногу загрижува е тоа што возрастните и надлежните се уште не можат да ги препознаат ваквите облици на насилство. Нашите посети во училишта покажуваат дека за жал ние се уште не ги препознаваме останатите облици на насилство. Токму затоа со поддршка на проектот на ЕУ за владење на правото одлучивме преку видео да започнеме кампања за подигање на свеста за промовирање на правата на децата и заштита на децата од врсничко насилство. Учениците велат дека насилниците обично сакаат да доминираат, исмевајќи ги по повлечените деца. До сега 30 на представки стигнале до народниот правобранител и најчесто во дел од случаите станува збор за физичко насилство. И во нашите годишни извештаи и сега и секогаш кога станува збор за врсничкото насилство, ставот на народниот правобранител е дека мора да се укаже на штетните последици од врсничкото насилство. Мораме децата од мали нозе да ги воспитаме и да ги едуцираме на начин дека конфликтите се решаваат преку диалог, преку разговор. Статистиката покажува дека бројката на пријавени случаи на врсничко насилство и оваа година е поголема во однос на минатите. Врсничкото насилство е сериозен проблем, смета Бајрамовска, затоа што може да остави последици врз менталното здравје на учениците и затоа постојано мора да се работи на зајакнување на капацитетите на децата за пријавување на ваквиот тип на случаи.